Расте поддршката за Европската унија, се намалува евроскептицизмот, но и натаму отпор за внес на бугарите во уставот. Ова е последната анализа на Евробарометар, реализирана заедно со Институтот за демократија. Гостин во издание на Трилинг, Борје Јовановски, долгогодишен новинар, проследуваш на состојбите на релација Македонија-Европска унија. Јовановски, на што се должи овој пораст на поддршката за членство во Европската унија, но и натаму отпор кон бугарите? Па, мислам дека се должи на разум. Разумот, не знам како тоа, малку во приказките, во бајките, и разумот секогаш победува на крајот. Тој никогаш не... Он има кризи, паѓа, бива надвладуван од лагата, од неразумноста, но на крајот разумот сепак победува, како пак ќе кажам како во приказните. Особено во овој период, сега во овој, ако може така да го наречам, геополитички земјотрес кој се случува од сериозни размери, со многу рихтерови степени, во кој просто и луѓето кои не следат редовно геополитика и чувствуваат дека не можеш да бидеш изолиран, не можеш да останеш на страна. Погледнете го случајот, например, со Велика Британија. Велика Британија веќе над 60% поддршката да се врати Велика Британија во Европската унија. Велика Британија беше жртва на еден референдум, на бројни дезинформацијски кампањи и така натаму, кој потоа едноставно налагате и се куси нозете. Потоа британците сами видоа што се изгубија, кои се бенефити ги изгубија. И тоа зборуваме за кралство, зборуваме за Велика Британија, не зборуваме ние за било која држава. И сега кога една Велика Британија, како кажам, станува свесна дека сепак Европската унија е подобро решение отколку да бидеш настрана, логично е по мене и едно општество какво што е нашето да се буди тој во најмала рака, ако ништо друго, инстинкт на преживување. Или интуиција една дека не можеш да останеш настрана. И во таа мислам дека во голема мера е значајно тоа што го гледаме во непосредното окружување наше. Црна Гора и Албанија започнаа преговори и веќе може да се види како во тие две земји се случуваат работи кои ние исто така како граѓанство ги посакуваме. Во услови кога сите не претркуваат, а ние стоиме во една статуско состојба, зошто и натаму имаме резерви во однос на она клучно прашање и веројатно единствена пречка да ги реализираме уставните проблеми. Зошто таков анимозитет кон бугарите? Види, Горас, тако, јас ја разбирам емоцијата на нашите сограѓани. Ја споделувам и јас. Мислам, сите сме ние разочарани од моментот што после Преспанскиот договор, кога очекувавме дека, нели, со подпишување на Преспанскиот договор, дека влегуваме во НАТО и започнуваме преговори за членство и се случи тие бугарски список на бугарски барања кои беа испорачани, кои не повредија. Зборувам за сите нас. Никој не е имун кон тоа, ако може да речам, неочекувано излетување или барање или притисок кој стигна од нашиот источен сосед. Но воедно, види, морам да кажам дека и тој анимозитет се
дуплираше или триплираше, ако сакаш, ако да се изразам во таа смисла, врз база на повторна една дезинформацијска кампања и на база на лаги, како да ти кажам. Например, ќе бидам краток. Не постои вето бугарско. Гледам има едно расположение во Македонија кое се создава со информациите дека во Европската унија ќе се менува правилото на одлучување, дека не треба консензус за во надворешната политика и дека со квалификувано мнозинство ќе се носат тие одлуки. Тоа во нашиот случај нас ништо не ни менува, бидејќи ние немаме вето од Бугарија. Ние со Бугарија имаме постигнато договор, тој договор е дел од европската рамка преговарачка и просто нема вето кое Бугарија треба да го оттргне, туку има Европски совет кој евентуално би требало да промени европската рамка. Во што не верувам дека ќе навлегуваат во Европскиот совет. Мислам, колку што знам, направени се повеќе напори, нашава дипломатија на таа тема разговарала со сите наши партнери и многу ни е познато што имаат добиено како одговор. Втора работа е тоа едно претерување ова околу македонскиот јазик, дека македонскиот јазик е негиран и така натаму, што е една повторно дезинформација, бидејќи македонскиот јазик, председателката на Европската комисија рече едва и чекаме да имаме уште еден јазик официјален во Европската унија, со што ќе се збогати нели таа лингвистичко богатство на Европската унија. Беше потпишан договорот за Фронтекс, соработката на македонски јазик, експлицитно на македонски јазик, при што тој договор е потпишан и од бугарскиот министер за внатрешни работи на Советот на министри за внатрешни работи како таков. Така што останува она дека само во Бугарија ќе се користи тоа македонскиот јазик согласно Уставот на Република Македонија, кој патем е нешто што е договорено во 1999 година со првиот договор. Уште во времето на Љупчо Георгиевски. Да, во владата Љупчо Георгиевски, во кој учествуваше и Антонио Милошовски, кој сега е нели нешто најзагрижениот за македонскиот јазик. Како гледаш на овие нови иницијативи, идеи на клучните земји членки во Европската унија, Европа во две брзини, колку ова преструктурирање, имајќи го во предвид и големите геостратешки прегрупирања. Вашингтон на некој начин со потценување гледа кон Брисел пак вели нема да бидеме целосни се дека не го интегрираме и Балканот. Колку овие игри помеѓу Западот и Истокот, помеѓу големите и помали сили ќе бидат на некој начин и колатерално штета земите кандидати? Па, вака, да, особено мали земји, како што е нашата, се изложени на ризик да пропаднат во отворите, во пукнатините кои се случуваат во тој геополитички земјотрес кој го кажав, доколку останат сами. Она што е во наша корист е што во Европската унија по руската агресија на Украина се создаде една свесност за потребата од целосно обединување на континентот. И таа политичка волја, политичка одлука која до случувањата во Украина имаше многу дилеми во Европската унија околу проширувањето кога, зашто, како и така натаму. Тоа е решено и впрочем многу јасна илустрација е динамиката со која течат преговорите и интеграцијскиот процес на Албанија, Црна Гора, Молдова и Украина. Мислам, може да забележиш Црна Гора со која брзина ги затвара кластерите, што ја илустрира вака пар екселанс волјата политичка на Европската унија да го интегрира целиот Балкан и практично да го заокружи тој
тој процес на интеграција, целиот континент да биде обединет. Како ти ги доживуваш овие критики кон Европа дека е на некој начин сервилна кон Трамп и односот на Белата куќа со потценување гледајќи кон европските челници? Мислам дека последните случувања во врска со Гренланд и тој еден непристоен однос, благо речено, непристоен однос на Трамп во однос на стратешките партнери во Европа, мислам дека прели чашата и мислам дека од тој момент сме сведоци на една сосема друга реторика во Европската унија, еден сосема друг однос. Забележав една изјава од еден дипломат европски кој вика го поминавме Рубикон, нема враќање назад во однос на Америка, така што веќе Америка веќе станува проблем за Америка дали ја губи Европа како стратешки партнер. Гледам огромна делегација деновиве на Велика Британија во Кина. Тоа го прават и другите европски држави. Се случи огромен, многу сериозен договор со Индија. Се случи договорот со Меркосур, така што европскиот слободен пазар станува пазар со над милиарда потрошувачи, поголем од Соединетите американски држави. Така што мислам дека понекад топката се префрла во Америка која ќе треба да се подзамисли што уствари губи, бидејќи губи едно стратешко партнерство, стабилно партнерство со многу коректност на кое се работело од 45 година па се до денеска, кој сега почнува да се распаѓа и мислам дека на крајот сметката за тоа сепак ќе платат самите американци. Колку ние како држава знаеме да ги читаме пораки и нови прегрупирања во светот? Или ние сме само една мала точка во сите тие играри, иако ние дома па премногу значење самите на себе си даваме? Прашањето е добро. За жал, многу малце се обрнува внимание, а фактот што сме мала земја, мислам, мала земја која социоекономски е се уште кревка во секој поглед, кревка. А особено кревка кога е соочена со едно такво турбулентно време на глобалната сцена. И мене ме изненадува што ние во Македонија немаме многу пожива, подинамична, поинтензивна полемика околу тоа што правиме. Јас сум поборник за наша интеграција во Европска унија. Но не велам дека сум фанатик и би сакал, например, да полемизираме, кога ако владата вика добро сега ова ние не можеме бидејќи тоа тој бугарски диктат и така натаму, што се фрази кои мене ми се доста чудни. Убаво е ако некој смета дека ова не можеме ние да го поднесеме. Убаво е некој да излезе со идеја да каже што правиме, да разговараме. Јас не велам дека Европската унија е смрт или живот. Но луѓето, особено владеачката елита, ако веќе нема намера да го прифати, да прифати европската рамка за преговарачка во која се состои барањето за внесување на бугарите во уставот, мислам дека е коректно, некој туку има и одговорност на јавноста да ја понуди концепт, да каже кои се проекциите, каде одиме, што ќе правиме? Можеме ли ние да обстанеме во Европската унија? Можеме ли ние како изолирано, како некакво острово во Европската унија со лоши односи со Бугарија, со односи кои се на биолошки минимум со Грција, слични односи со Албанија. Мислам, не разбирам, морате во некој момент да понудите некои опции. Еве, например, нека е БРИКС.
Но дајте да разговараме јавно, да отвориме една полемика, колку е тоа воопшто реална опција. Можеме ли ние во БРИКС? Што добиваме ние од БРИКС? За Европска унија точно знаеме. Знаеме фондови, гледаме како се развиваат, гледаме Хрватска што се случи од како стана земја членка на Европската унија. Гледаме во Македонија, ми е жал што нема повторно никаква дебата околу тоа кога ќе се деблокираат средствата од ИПАРД. Сега во јануар требаше да има повик ИПАРД од кои добри стотина семејства би можеле да развијат мали и средни бизниси, да запослат луѓе во руралните средини, нели, што е доста значајно за една мала земја каква што е Македонија. Тие средства се блокирани заради корупција во нашите институции. И сега ние воопште не ни разговараме кога тоа ќе се одблокира, што се прави на тој план. Просто немам информација, а тоа се гратис пари кои можат да бидат на располагање на нашите граѓани. Одржливи сме ли вака како држава на подолг рок? Надвор од Мене ако ме прашаш, јас се сомневам дека тоа е можно. Мислам дека на тоа прашање јас можам да одговорам нели од овој геополитички аспект. Во низ историјата, ако погледнете во сите тие турбулентни периоди во историјата, најчесто страдале и исчезнувале малите народи. Погледнете, јас бев во Љубљана, например, просто се изненадив вака како јавна личност, на едно 3-4 места ме застанаа млади студенти македонци кои ме познаа случајно, нели, на улица. И баш имав можност да поразговарам со нив. Огромна бројка на млади луѓе се во Словенија. Тоа се луѓе кои во нашата држава вложила средства за основно образование, за здравство, за средно образование и потоа се губат. Ја не верувам дека било кој од нив ќе се врати назад. А словенците практично им даваме работна сила. Работна сила, но и интелектуален потенцијал кој ќе си остане во Словенија и ќе работи во функција на развој на словенечкото општество, не на нашето. И просто немаме, мала е бројката на луѓе, ние треба да борбата да зачуваме таа некоја критична маса која може да ја износи или да ја демонстрира државотворноста наша или како кажам, креденцијалите за тоа дека можеме да бидеме држава. Благодарам за гостувањето. Благодарам. Гледавте Трилинг, довидување до идниот петок во исто време. Во меѓувреме, читајте на trilling.mk.